На 18 мај ширум светот се одбележува меѓународниот ден на музеите, ден кој не потсетува дека музеите не се само места каде што се чува историјата, туку и простори каде што се комуницира со современиот човек. Токму за тоа утринава, како што погледнавте и во најавата, разговараме со директорката на Археолошкиот музеј Магдалена Манасовска. Добро утро и добре не дојдовте. Нека е честит меѓународниот ден на музеите вам, на институцијата и општо на сите музејски работници. Добро утро. Ви благодарам на поканата и на интересот. И дозволете ми најпрви и јас да им го честитам на сите музејски работници меѓународниот ден на музеите со желби за успешна работа и поголема видливост. Ајде да започнеме малку и да ми доближиме на нашите гледачи сликата околу тоа што денес значи музеј. Кога ќе споменеме музеј, многумина се уште се замислуваат стаклени витрини, тивки, сали. Колку денес се менува улогата на музеите? Во современата музеологија, музеот не е само место, како што споменавте, каде што нешто се презентира во витрини. Се повеќе во денешно време музеите стануваат места за диалог пред се со публиката, интеракција со публиката и места каде што освен да се оди и нешто да се види, да се научи, се и места кои што предизвикуваат размислување, поттикнуваат одредени емоции и во зависност нели од тоа како музеот решил да се презентира пред јавноста. За сето ова заедничко е тоа што музеите се места каде што луѓето одат и во потрага по доживување. Не само да научат нешто. Токму тоа е една од мисиите на Националниот археолошки музеј. Ние сакаме да го поместиме нашиот концепт од презентација на културно наследство во место каде што луѓето постојано ќе се враќаат, затоа што од едно одење нема да можат да научат се она што ние сакаме да им го кажеме и да им го презентираме. А во време кога практично вниманието трае неколку секунди, зборувам од живењето со мобилните телефони, информациите кои што ги примаме и како содржини, како музеот останува на некој начин релевантен? Токму тоа беше една од поедовните точки кога минатата година ја реконцепиравме нашата постојана музејска поставка. Го земавме предвид токму современието, односно дека луѓето многу малку читаат. За жал, меѓутоа ние мора да се прилагодиме информациите, да им ги приредуваме на начин кој што го носи, кој што го носи новото време. И нашата реконцепирана постојана музејска поставка не нуди информации како во минатото со многу текст, многу приказни. Ние во одредени делови од поставката вметнавме делови кои што имаат можност за посетителите кои што сакаат да знаат повеќе, или се стручни во таа област, или се стручни во областа, да дознаат повеќе информации, меѓутоа генерално не сме нападни во она што сакаме да го презентираме и цениме дека тоа е еден баланс помеѓу новиот начин на функционирање, особено кај младите луѓе, меѓутоа и од нашата мисија. Ние не отстапуваме од она што е наша мисија, а тоа е да го презентираме богатото културно наследство на Македонија и навистина е штета ако одредени работи кои што ги презентираме нашите сограѓани не ги знаат. Археолошкиот музеј неодамна реализираше еден интересен проект насловен Музеот како живо место, каде практично археологијата се спои со современата уметност, инфлуенсери и нов тип на
комуникација. Од каде дојде идејата музеот да се отвори на еден ваков поинаков начин? Тоа е идеја на Росана Јанков, која што кај нас работи пиар и односи со јавноста од неодамна. И како дел од незината програма за работа, за промоција и презентација на нашиот музеј, произлезе и овој настан, кој што имаше за цел, преку, како што споменавте, инфлуенсери, меѓутоа не само инфлуенсери, и влијателни личности од општествениот живот, меѓу кои и новинари, спортисти, и слично, да го доближи музеот до публиката која што ги следи овие личности. Тоа беше идејата на овој настан. Знаете дека музеите се пред се непрофитни установи од областа на културата, кои што не можат да си дозволат не знам каков огромен маркетинг да ги презентира и да ги популаризира. И сите кои што беа присутни на овој настан нормално беа по сопствена добра волја, значи покажаа високо развиена свесност за тоа што значи културното наследство и колку е битно тоа да се промовира, особено пред помладата популација. Ефектите од настанот останува да ги видиме и понатаму. Јас во оваа прилика би сакала да се заблагодарам на Нина Ред, која што е една млада, успешна инфлуенсерка, која што обработува многу интересни теми, меѓу другото застана комплетно зад овој проект и Арт Рум, кој што помогна во реализацијата на проектот. Како што кажав, ефектите останува да ги видиме во перспектива колку сите тие личности кои што беа присутни на настанот и преку неговата реализација ќе успеат да привлечат и да заинтересираат млада публика да го посети музеот, меѓутоа не само да го посети, туку и константно да му се враќа, што е една од целите на нашиот музеј. Колку искуството од европските земји влијаат врз начинот на кој, да речеме, денес размислувате за развојот на археолошкиот музеј? Многу, затоа што музеологијата е наука која што постојано се менува, се надградува. Нормално дека високо развиените земји пред се поради ресурсите со кои што располагаат предничат во овој дел. Меѓутоа во последните години сведоци сме дека и македонските музеи почнуваат да одат во чекор со светот, пред се преку воведување на поинакви начини на презентација, преку поинаква комуникација со публиката, организирање на настани кои што не се типично музејски, како што досега била навикната публиката, и верувам дека постепено ќе успееме и ние да достигнеме некое такво малку по-високо ниво и да се ослободиме на некој начин од оние предрасуди што значи музеј и дека само на одреден начин треба да се раководи, да се презентира и слично. Дали денес музеите може да бидат и визуелно атрактивни и да обстанат во време на социјални мрежи, кога ги имаме Инстаграм и ТикТок и кога гледаме на нив? Да, музеите се многу активни, не само може би не толку нашите музеи во Македонија, меѓутоа светски познатите музеи се многу активни на овие социјални медиуми и ги употребуваат како алатка која што има за цел да ги доближи музеите до младата популација. Во British Museum, на пример, постои и музејско водење на
каде што кустосите употребуваат јазик кој што го говори генерацијата Z, кој што е многу различен од она на кој што се навикнати да презентираат музејските професионалци. Социјалните медиуми, доколку се користат правилно, можат многу да придонесат во зголемувањето на бројот на посетителите, меѓутоа и во постигнувањето на целта на музеите, кои што не се само институции за презентација, туку имаат и едукативна и научна улога. Некои луѓе велат дека луѓето кои што посетуваат музеј повеќе фотографираат отколку што навистина гледаат што стои во витрините. Дали тоа, лично вам ви пречи или можеби е нов начин, нели, културата да и стигне до повеќе луѓе? Ние неодамна, токму на нашата Инстаграм страница, имавме и еден пост во контекст на ова што ме прашавте, кој што вели дека не постои правилен начин за посета на музеј. Некој се задржува само на еден конкретен предмет и ги гледа сите детали, некој на брзина ја гледа целата поставка. Некој постојано фотографира, додека некој доаѓа и ужива во тишината и она кое што го предизвикува навистина значајното културно богатство кое што е изложено во музејот. Некој го посетил археолошкиот музеј само еднаш, некој постојано се враќа. Токму тоа и ни беше целта на постот, дека секој треба да го најде сопствениот начин за да го доживее минатото. Што долго ќе види публиката по повод денешниот меѓународен ден на музеите? Повторно се отвара постојана нумизматичка поставка. Вечерва ќе се случи тоа и што се ќе може да погледнат посетителите? Денес навистина имаме богата програма по повод денешниот меѓународен ден на музеите, кој што годинава се одржува под мотото музеите го обединуваат поделениот свет. Една многу релевантна тема со оглед на времето во кое што живееме. Ќе започнеме уште во 13 часот, каде што сме партнери на еден настан кој што го организира Музеот на Македонија во Старата Скопска чаршија. Се работи за една изложба, еден проект посветен на водата, како не само како ресурс, туку на водата како нешто што има значење и символичко и многу поголемо од она на кое што сме навикнати да го перцепираме преку археологијата, етнологијата, историјата. Водата всушност се поврзува и со темата на овогодинешниот ден на музеите. Музеите го обединуваат поделениот свет со тоа што водата е таа која што е ресурс што не обединува сите. Нашиот Национален археолошки музеј, програмата ќе ја започне во 19 часот. Не знам дали споменав дека овој настан ќе започне во 13 часот. Споменавте, да. Во 19 часот ќе започнеме со отворањето на постојаната нумизматичка поставка. После долги години повторно ќе биде презентиран само дел од богатото нумизматичко културно наследство кое што брои над 30.000 монети. Ќе бидат изложени околу 2.500 монети во широк временски диапазон од 6 век пред нашата ера па се до првите години на 20-тиот век и да еден прекрасен проект ќе имаат можност да видат посетителите вечерва, а тоа е модата во минатото. Проектот има за цел да поврзе облеки преку археолошки и визуелни докази од одредени временски периоди, од праисторијата па се до османлискиот период и да ги презентира во некој современ начин. Ова го работи модниот креатор Никола Евтимов од Институтот за мода Изет Цури. Ќе бидат презентирани околу 20 модели. Публиката
знам дека ќе биде задоволна од она што ќе може да го види и да најавам дека по повод меѓународниот ден на музеите, затоа што нашата програма почнува денес во 19 часот, утрешниот 19 мај влезот за сите посетители ќе биде бесплатен. Ви благодарам што одвоивте време ова утро да не бидете гостинка, имајќи предвид каква ви е агендата, уште од рано утринава со гостување на телевизија, па потоа во Музеот на Македонија во 13 часот и вечера во 19 часот. На гледачите ќе им посакам да искористат можноста да го погледнат и да го осознаат нашето културно наследство, кое што навистина огромно и богато уште од праисторијата до антиката. Јас сум имал прилика да го посетам археолошкиот музеј, сум воодушевен од она што можам да го видам, а и сум имал прилика да бидам и во археолошкиот музеј во Лондон. Не каскаме по ниедна работа во однос на колку богатство има ова парче земја. Ви благодарам уште еднашка и ви го честитам Меѓународниот ден на музеите и вам и на сите уште еднашка споменам музејски работници. Ви благодарам.